Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Ја следите утринската емисија Нов ден, односно вториот дел. Ајде, и овој дел ќе го започнам со убави мисли како првиот, а тоа се следните. Не плашете се да го направите првиот чекор. Заборавете на стравот. Борете се за работите и луѓето кои ги сакате. Бидејќи без борба, никогаш нема да ги добиете оние кои ги сакате. Никогаш нема да ги остварите своите соништа, најголемите желби. Борбата, но пред се и желбата за успех, се клучни за остварување на соништата. Но најпрво, бидете она што сте. Е мотото на мојата денешна гостинка, Андријана Алексовска, и ќе зборуваме на темата за нејзиниот роман Нејзиното враќање. Андријана, добро утро и добре дојде. Добро утро. Так, ти благодарам што ја прифати нашата покана да бидеш наша гостинка и да поразговараме на темата за овој твој напишан роман. Млада девојка, перспективна, интелигентна и успеа со колку своји години да напишеш роман? 16. Така, кажи ни нешто повеќе за тебе. Имам 16 години. Учам во СОУ Ѓорче Петров, Крива Паланка, втора година сум. Во своето слободно време пишувам, онака посетувам часови по глума. И тоа е тоа, добро се. Сега вака. Андријана, ајде кажи ни од колку години започна да пишуваш? Со пишувањето започнав некаде околу 13-тата година. Најчесто не започнав со текстовите за во училиште, туку инспирација од секојдневниот живот. Така. Сега, што најмногу сакаш да пишуваш? Омилени ми се љубовните текстови, без разлика дали инспирацијата е од мојот живот или пак од некоја приказна што ќе ја слушнам. Сега, дали постои некој одреден период од денот кога најмногу сакаш да пишуваш, бидејќи гледам дека доволно си ангажирана за твоја возраст, тука некаде си тие училишни обврски? Вечерта навечер ги пишувам најубавите текстови, а некогаш ми доаѓа во најразлични периоди од денот да пишувам. Така, дали успеваш да ги некако согласуваш оние училишни обврски, секојдневие, овие надворешни активности? За некое чудо успевам. Малку е напорно, но сепак. Така. Кога прв пат свати дека тоа е она кое што сакаш да го правиш, дека ти сакаш да бидеш писател и дека сакаш да пишуваш? Околу 2013 година бев малку разочарана, тажна и земав пенкало, почнав да пишувам. Потоа, после неколку дена кога го прочитав тој текст, сватив дека ме бива во тоа. Так. Секогаш ми е многу драго. Пак ќе повторам кога ни доаѓаат вака и во пресред сме на празниците вака млади и перспективни личности. Што мислиш ти, Андријана, колку младите во нашата држава се заинтересирани за пишување? Има некои заинтересирани, додека некои пишувањето го сметаат за нешто навистина здодевно. Така. А дали тоа на некој начин тебе ти е, да кажеме, издувен вентил? Па може да се каже. Така. Сега, би сакала тука некаде да се задржиме малку и на твојот роман Нејзиното враќање. Од каде е насловот? Која е тематиката на романот? Во романот станува збор за девојка која што на 16 години заминала во странство да се школува. Потоа кога се враќа, таа има уметничко име и е изменета, па никој во градот не ја препознава. Инаку насловот имав многу мислење кој да биде. Така. И случајно зборувавме со другарка како да го ставам. Така.
И на англиски најпрво дојде идејата She is back и тогаш го формиравме и на македонски. Сега, се уште не е направена промоцијата на овој твој роман. Кажи ни, покани ги твоите сограѓани, кога планираш, каде ќе се одржи оваа промоција? Промоцијата ќе се одржи на 4 јануари со почеток во 14 часот во градската библиотека во Крива Паланка. Така. Сега, значи, тоа беше идејата за една таква девојка, тоа беше твојата инспирација за да почнеш да пишуваш роман. Колку време ти беше потребно да пишуваш? 10 месеци го пишував, но не пишував секој ден кога ќе имав инспирација. Така. А дали некаде секогаш ти се случуваше да кажеме така жаргонски кажано, да летнеш со мислите и додека си на училиште или пак некаде надвор, да мислиш на својот роман и на она што сакаш да го внесеш? Да, многу често. Истото и со идејата за вториот роман. Каде и да сум, мислите ми одлета, тоа ќе се случува, не тоа, па... Така. Јас сега би сакала да не удостоиш, доколку си расположена, и да ни прочиташ еден мал дел, бидејќи сакаме и ние да се запознаеме со овој специфичен наслов што носи внатре оваа книга. Да ни издвоиш нешто. И покрај тоа што имаше само 18 години, таа по цел ден работеше. Целосно се имаше посветено на кариерата. Уште откако отиде во Лос Анџелес, успеа за краток период да земе диплома за завршена филмска академија, а потоа се лесно одеше. За кратко време стана позната, како резултат на нејзиниот огромен труд, поточно на секојдневните долги снимања, пишувањето во неколкуте слободни часови, а и водењето на една емисија чије снимања беа за време на викендот. Па така, Британи за кратко време стана позната како Неа, младата 16-годишна актерка, писателка и водителка, која што зад себе има 3 филма, една книга и води една меѓу најгледаните емисии, како и неколку награди. И сите овие успеси ги доживеа само за една година. Во следните 2 години имаше уште многу нови успеси, но тоа стана нормално за неа. Се навикна на животот на Неа и добро се носеше со славата која што ја имаше. По 3 напорни, но успешни години, Неа конечно се одлучи да земе мал одмор, за да се врати онаму од каде што замина Британи и да види што се случува со личностите кои што изначија на Британи. Сега, Андријана, обично сите се сеќаваат на својата прва напишана песна или текст. Дали се сеќаваш ти на твојата? Се сеќавам, тоа беше текстот беше посветен на една голема љубов. Насловот е Каде е каде. Така. Има ли некоја награда, некое признание до сега што би можела да го одвоиш и да кажеш за некое твое напишано дело? Не сум праќала никаде дела, имам свој блог и таму ги објавувам. Книгата ми е прва, па ќе видиме. Така. Тука некаде рете и да ја најавиме ораторската вечер која што се спрема во Крива Паланка, на која што и ти ќе земеш учество. Ќе се одржи во четврток со почеток од 16 часот во холот на гимназијата. Така. Сега, веќе слушнавме еден мал пасус, односно еден мал дел од твојот роман. Што е она што следува понатаму? А понатаму Неа, односно Британи, се враќа во градот и се вклучува меѓу пријателите, но овој пат не како Британи, туку како Неа. Така, дали пријателите ја препознаваат дека тоа е она Британи? Само пријателката со која што цел време станува во контакт, другите не. Другите ја знаат како Неа, позната актерка. Така. И да ја слушнеме перипетијата, каде започнува? Па не би сакала да го открием тоа сега. Можам подоцна да прочитам само уште еден дел од крајот, но сепак таа се среќава со незината прва љубов и тука се заплеткува. Така, добро. Значи оној кој што ќе успее да дојде до овој роман, ќе слушне што е оно што се случува понатаму. Сега направивме една убава шпанска или од овие помодерни турски серии во последно време. Ви дадовме, драги мои, една убава најава, а вие натаму мислете си. Освен тоа што сакаш да пишуваш, дали има нечии дела кои што со задоволство ги читаш? Едни од моите омилени дела се делата на Джули Джеймс, криминалистички романи. Онака немам некои други поомилени писатели,
туку се зависи од содржината на делото. Тоа е она што всушност ти го сакаш. Да. Ајде сега кажи ни, кој ти беше најголема подршка во она што започна да го правиш? Семејството, пријателите. Така. Дали може би имаше некој професор кој што можеш да кажеш дека му должиш еден мал дел за овој твој успех, бидејќи на твои години да се издаде роман, да не се лажеме. Тоа е вистински успех, а самото тоа што ти денес се најде пред нашиот објектив е доволен доказ. Може му се заблагодарувам многу на професорот Вангелко, кој што за книгата ми помогна во улога на издавач, на учителката Маја, која што ме водеше до 5-то одделение, но сега ме потикна да успеам со издавањето. Така. Ќе направиме една кратка музичка пауза, драги мои, ќе се расположиме дополнително да расониме со музика и ќе си го допиеме утринското кафенце, а подоцна се враќаме во студиото и продолжуваме со разговорот. Останете со нас. She
сме повторно назад во студиото и си имаме еден убав разговор со Андријана. Она што би сакала да го повторам, што те праша во овој неврзан разговор во текот на музичката пауза, е за корица на твојата книга. Чија беше идејата за една ваква корица? Би можела да ја покажеме вака одблиску? Корицата јас ја бирав, додека дизајнот на текстот беше од страна на издавачката куќа. Така. Специфична корица. Кога би го ја опишувала со зборови, што би кажала за корицата на твојот роман? Девојка која заминува, сакајќи да остави се зад себе, но потоа има намера да се врати. Така. Рече дека ќе ни го приуштиш на некој начин тоа задоволство да слушнеме уште еден мал дел од твојот роман. Ајде, што е она што ќе го издвоиш за дополнително да не заинтригираш? Влезе внатре и отиде во собата каде најчесто пишуваше. Седна и отвори тетрадката исполнита со текстови за Џек. Почна да пишува. Животот е премногу чуден. Кога сакаме нешто, не го добиваме. Кога ќе сватиме дека нема надеж за тоа и ќе се посветиме на други работи, тогаш ќе го добиеме. Се врати во Лордал сакајќи да расчистам со Лиам. Да видам што и како е таму. А што се случи? Она што воопшто не го планирав. Го добив Џек. После 10 години, конечно можев да уживам во неговите приградки и бакнежи. И сега, кога го имам крај мене, нема да дозволам ништо да не раздели. И конечно можам да кажам дека сум најсреќната девојка во цел универзум. Но оваа среќа не ми е судена, бидејќи судбина не постои. Секој сам си ја создава својата. И оние што веруваат во неа, остануваат несреќни и со неисполнети соништа. Јас се борев, жртвував многу работи за да станам она што сум. Но не жалам за ништо. Не знам веќе што е тоа каење. Среќна сум и благодарна сум си себе си, бидејќи сум она што сум. Само јас сум заслужна за мојата среќа, за работата од соништата и за љубовта на Џек. Всушност, за животот од соништата. Но ништо не запира тука. И понатаму морам да се борам. Да го задржам Џек крај себе. Да не ја запоставам кариерата. Бидејќи борбата не значи добивање на она што го сакаш. Кога ќе го добиеш тоа, не застануваш тука. Продолжуваш да се бориш за да го задржиш. Одлично. Ајде сега би сакала едно вакво прашање да те прашам. Имаш можност јавно да се обратиш и да ги поздравиш сите оние кои што те поддржаа и ти помогнаа во пишувањето на овој роман. Еве ти прилика. Дали може би некоја другарка е тоа, освен твоите родители, веќе ги споменавме како главна поддршка? Тоа би биле Марија, која што цело време ми помагаше за грешките кои што ги правев во пишувањето. Исто така Даниела, која што ми помогна да го осмислам насловот, и сите оние кои што ми беа инспирација за книгата, како и сите кои ми помогнаа да ја издадам. Така. Кои се твоите идни планови, Андријана? Што правиш, што мислиш да правиш во овие идни години? Што е твојата визија? Дали може би тоа е некоја одредена професија, а пишувањето сепак ќе остане хоби за тебе? Пишувањето секако дека ќе остане хоби за мене. Искрено уште не сум одлучила. Во некои планови имам програмски, но исто така многу сум заинтересирана за актерството, па може да пробам и во тоа. Да се опробаш и на тоа. Дали може би изучуваш некој странски јазик? Англиски и во слободно време шпанскиот. Така, може би и овие два јазика дополнително ќе ти ја олеснат работата и на некој начин ќе ти ги отворат вратите и некој друг надвор од нашата држава, плюс тоа да има можност да ги чита твоите дела. Дали може би исто така би ни открила, дали може би спремаш нешто друго дополнително, имаш некоја замисла што е она што следно ќе почнеш да го пишуваш? Не сум уште сигурна дали ќе почнам, но многу сум заинтересирана, инспирацијата ми е многу силна. Тоа е роман во кој што ќе се зборува за девојка која што живее во подземје, односно подземна куќичка, откако ќе избега од својата куќа, но луѓето кои што ја помогнале да изградат таа куќичка ќе се вратат во нејзиниот живот и ќе постават услови кои што ќе мора да ги исполни доколку сака да остане жива.
првичниот наслов би бил Девојката од подземјето. Така. А понатаму се уште тоа не е ништо конкретно и прецизно, понатаму се надевам дека дополнително повторно ќе се видиме во нашето студио и ќе имаш можност да најавиш и уште една таква промоција, а дека сето тоа ќе биде во скоро време. Благодарам. Тоа би било се за денеска и за денешното издание на Нов ден. Што би ти кажала друго, освен тоа што би ти посакала многу успех, многу среќа. Едно мало подсетување, драги мои, особено им се обраќам на нашите паланчани. Масовно подржете ја Андријана во она кое што сака да го работи. Посетете ја нејзината промоција, купете една нејзина книга. Нејзе тоа ќе значи многу. Ќе има многу што да прочитате, многу што да слушнете и многу што да научите. Бидејќи нели во секој случај човекот учи додека е жив, а на младите останува светот. Андријана, ти благодарам уште еднаш за денешното гостување и се гледаме повторно. И вам ви благодарам, драги мои, што не следевте. Имајте убав ден во секој случај и останете со програмата на К3 телевизија.